Стопанствениците кои бизнисот го планираат долгорочно особено внимание и посветуваат на енергетиката, која по правило е клучен сегмент од економскиот развој. Со таква определба е раководниот кадар во печатницата Европа 92, која покрај основната дејност, дел од своите инвестиции ги насочува и во искористувањето на сончевата за производство на електрична енергија. Повеќекратните ефекти се остваруваат преку пренамена на кровните конструкции врз кои се монтираат фотоволтаични панели. За релативно кус временски период, оваа успешна фирма инсталира 3 соларни централи, од кои се произведува електрична енергија. Можам слободно да кажам дека сме задоволни од искуството. Централите работат со полна парија и освен самиот чин на инвестирањето кога се монтира, после тоа централите, олеснителна околност е што за централите нема потреба од дополнително одржување. За карактеристиките и капацитетите на централата Димитровски вели: Заедно со првата централа сега имаме инсталирана мокност од 3 централи по 50 киловат часови, максимална мокност за производство на електрична енергија, кој што пресметано на годишно ниво даваат околу 260 мегават часови електрична енергија. Применето во секојдневната практика, централите произведуваат струја колку што трошат 500 до 600 семејства при претпоставена потрошувачка од 10 киловати дневно. Ако се земи во предвид дека едно домаќинство троши 10 киловат часови струја месечно, тоа ќе му дојде приближно дека можеме да обезбедуваме електрична енергија за околу 600 домаќинства. Дека ефектите од фотоволтаичните централи се над очекувањата, зборуваат амбициозните планови на директорот на кочанската фирма, кој размислува за изградба на уште една на ново изградениот паркинг простор во кругот на печатницата. Планираме на парцелата каде што изградивме паркинг простор да направиме уште една фотоволтаична централа, но овој пат енергијата произведена од таа централа ќе ја планираме за наши потреби. Фактот дека Кочанската котлина ја карактеризира вистинско мало богатство од сончеви денови во текот на една календарска година, овој бизнис со енергетиката и од финансиски и од еколошки аспект сам по себе се препорачува како паметна и профитабилна инвестиција.